Еден полицаец 4 пати менувал матичен лекар за да направи лажно боледување. Контролите на Фондот за здравство пронајдоа повторно голем број злоупотреби на боледувања. При контролата 80 вработени во МВР искористиле 514 боледувања во втората половина од 2025 година. 29 од нив имале 100 неуредни боледувања. Од 105 приватни здравствени установи пак неправилности биле констатирани кај 29, од кои 27 од општа медицина и 2 од гинекологија. Причините за овие злоупотреби директорот Клеховски ги гледа во високите суми кои што ги земаат за боледување во државните институции, а тоа се 80 или 90% од платата. Контролирани се јавни здравствени установи, бидејќи извештаите од специјалистите се издаваат од јавните здравствени установи, а контролирани се и првостепените и второстепените лекарски комисии за долгите боледувања. Чисто за илустрација, ако имате лумбаго, потребно да има рентген снимка што ќе се потврди дека имате лумбаго. Најчесто боледувањата се проблем во јавниот сектор, морам да кажам. МВР, одбрана и царина се меѓу почестите. Има значителен број на боледувања и во јавното здравство, меѓутоа немаме барање од работодавачите за контрола на тие боледувања. Има 10 случаи што се менувани матичните доктори. За сите неправилности за боледувањето во државните институции во тек се постапки за казни во износ од 1,2 милиони денари. Акцијата е дел од засилените контроли врз боледувањата во јавниот сектор, каде изминативе години се регистрирани многу сомнежи за злоупотреби на истите. Клековски вели дека и понатаму ќе ги чешлаат институциите, посебно онаму каде имаат сознанија и сомнежи за злоупотреби на боледување. Оваа акција која ја спроведува Фондот за здравство е со цел да се најдат недостатоците во системот, бидејќи во државата не се знае точната бројка колку вработени во моментов се на боледување. За да се надмине овој проблем, во иднина ќе се заострат правилата за издавање на боледување.